Еве, почитувани гледачи, едно големо здраво, се наоѓам пред Средното општинско училиште на Новски Борче и во моментот кога го снимаме овој видеоматеријал е четврток, 21 март, ден кога матурантите од Средното општинско училиште на Новски Борче ќе ја прослават својата матурска вечер. 62 генерација по ред, инаку 76 матуранти. Се наоѓам пред училиштето каде што во моментот пристигнуваат полека матурантите, ќе го одржат нивниот класен час, пошто ќе се упатат кон градскиот плоштад, место каде што ќе се одржи манифестацијата матурантско дефиле, манифестација која што е во организација на општината Пробиштип. А по манифестацијата дефиле на матуранти на градскиот плоштад Свети Гаврил Лесновски, сите матуранти ќе се упатат кон ресторанот каде што ќе си ја одржат нивната матурска забава. На самиот почеток од овој видео материјал предлагам да влеземе внатре и да видиме што се случува, како се одржува класниот час. Еве, почитувани гледачи, се наоѓам помеѓу две матуранти од Средното општинско училиште на Новски Борче. Големо здраво и представи се. Здраво, јас сум Матеја Кимова. Вероника Лазаревска. Одлично, супер. Претпоставам дека веќе сте подготвено, со нестрпение очекувате да поминете кон градскиот плоштад. Кажете ми како помине овие 4 години во средното образование? Па, може да се рече малку напорно, но еве, дојде и крајот. Најмногу би ги пометиле по нашата дружба, стекнувањето на нашите пријателства, што е и најважно, а подоцна и по знаењето и успехот. Одлично. Дали има некој интересен момент што се случило во изминатите 4 години и така ќе ти остане во сеќавање и понатаму во животот? Па најмногу можеби екскурзијата што ја имавме во 3-та година, таа остана како најголем впечаток остави за овие 4 години. Што ќе им препорачаш еве на твоите соврсници, на твоите матуранти и еве и на професорите од ова училиште? Па најпрво на сите ќе им ја честитам матурата, да имаат успешна иднина, успешно образование, да бидат само да ги следи успеси. Кој ќе продолжи со факултет, нека следи успехот во знаењето, а кој продолжи на работа, успехот на работните места, да. Каков е планот кај тебе? Работа или училиште? Јас планирам училиште, но се уште немам одлучено што. Размислував за машински, бидејќи тоа сум смер, математички, но ќе видиме. Со среќа. Фала. Еве, кажи ти како помина за тебе овие 4 години во ова средно училиште? Па за мене овие 4 години пред себе беа голема дружба. Овде стекнавме многу другарства што ќе ги пометиме и понатаму. Имаше повеќе, ќе ги пометиме по повеќе побавите работи, имаше некои, можеби некогаш знаевме да се скараме, но тоа се беше дел од нашата дружба и од нашето училиште. Која е твојата порака до сите твои врсници, односно матуранти и до професорите на ово училиште токму од овој момент и од ова место? Па пред се исто така и јас ќе посакам успех, што и да продолжат понатаму. Им препорачувам да бидат своји, да го слушаат своето срце, да го прават она што навистина го сакаат. Дали ќе биде работа или факултет, тоа сами ќе одлучат. Каков е планот кај тебе? Факултет, работа? Па кај мене е факултет и се надевам дека така ќе остане. Што?
па најверојатно економски. Супер, одлично, со среќа. Фала. Еве уште едни матуранти кои што се од Средното општинско училиште Наум Новоски Борче. Представете се и момци, дали веќе се е подготвено за манифестацијата дефиле, а веднаш потоа и забавата за вас? Јас сум Петар Панов од 4 А. Ние завршиме сега школа. Се е подготвено за ова вечер, се надеваме на убав помин и незаборавен помин. Одлично, супер. Како помина овие 4 години во ова училиште, односно како помина средното образование? Со многу добри содругари, соученици, со многу добри професори. Многу добро помина овие 4 години и се надеваме дека и натаму ќе биде вака. Одлично, некој интересен момент, интересна случка што се случила во изминатите 4 години во ова училиште и еве, ќе ја паметиш што се вика цел живот. Не ми текнува се. Во моментот не. Возбуда, не ми многу текнува, има, да. многу има. Многу има. Имала многу. Како понатаму, денеска завршувате, односно на факултет? Денес завршуваме и се надеваме на незаборавен помин. Натаму на факултет секој од нас ќе се определи што сака и што го влече понатаму. Ти се определи или се уште не? Се уште не. Одлично, со среќа момци. Фала ви. Everything gets in the way. Seems you cannot be away.
We were good, we were gold. Got a dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my hand. Yeah, I can love me better than you can.
Драги матуранти, почитувани наставници, ценети гости. Добро дојдовте на промоцијата на 62-та генерација на матуранти од Средното општинско училиште НАУ Наумовски Борче. Добро дојдовте овде на плоштадот Свети Гаврил Лесновски во Пробишти, а по повод матурската вечер на 62-та генерација на матуранти во Средното општинско училиште НАУ Наумовски Борче, односно генерација 2022-2026. 14 години поред општина Пробишти организира промоција на матуранти на денот на матурската вечер. Односно, ја организираме оваа манифестација која е општо прифатена од ваша страна, почитувани сограѓани, која прерасна во една убава традиција. Може ли аплауз? Секако, најголемо е задоволството кај тие на кои им посветена токму оваа вечер, а тоа се матурантите. Манифестацијата со своето присуство ја удостоија градоначалникот на општина Пробишти Тони Тоневски, председателот на Совет Бојан Серафимовски, пратеничката во Собранието на Република Македонија Драгана Арсова и голем број на функционери на кои им посакуваме срдечно добро дојде на овој убав прекрасен настан. Ја користам оваа прилика да ги поздравам и сите наставници и секако директорот на Средното општинско училиште. А сега, како што е редот, го повикувам директорот, господинот Јонче Ѓоргиев, да се обрати и да ги поздрави матурантите. Повелете, директорот. Почитуван градоначалник, почитувана пратеничке, почитуван председавач, драги родители, драги мои ученици. Вечерва е посебна вечер за вас, момент кога испраќате еден период во вашиот живот и отварате врата за нов. Но не заборавајте дека овој период е еден од најубавите во животот со безгрижни средношколски денови на кои постојано понатаму во животот ќе се навраќате со многу љубов.
Заокружувате и завршувате со процесот на средношколското образование, полно со предизвици, тешки и едноставни задачи, успеси, понекогаш и разочарувања, го поминавте воспитно-образовниот процес низ водството на повеќе наставници, учевте од учебниците, но и од живот. Драги ученици, сите лекции и формули се малку ако човек не ја постави својата цел. Ви посакувам јасно да ја поставите својата цел. Бидете упорни, бидете достојни и никогаш не се откажувајте. Средното општинско училиште Наум Номовски Борче има максима за својата мисија. Денешниот ученик подготви го за утрешен човек во мултиетничко општество. И се надевам дека сите ние успеавме да исполниме таа задача и достојно да веруваме во вас како идни граѓани, носители на времето што доаѓа пред нас. Не ви се обраќам само како директор, туку и како класен раководител и професор, кој со вас секојдневно ги споделуваше сите убави моменти, па и оние непријатните. Вечерва, додека светлата на ова матурско дефиле блескаат, ние не смееме да дозволиме имињата на Мате и Никола да останат спомен, затоа што тие беа дел од нас. Драги наши момчиња, може би физички не сте меѓу нас, но вечерва ќе чекорите со својата генерација. Почитувани матуранти, чекорете гордо кон иднината. Сонувајте за големи соништа, сакајте искрено и никогаш не заборавајте дека вистинската големина на човекот се мери по срцето што го носи во себе. Дозволете во моje лично име и во името на целиот колектив на нашето училиште да ви ја честитам матурата и од срце да ви посекам многу здравје и многу успеси во животот понатаму. Вашето време доправо доаѓа. Среќно. Ви благодарам. Почитувани матуранти, од името на класните раководители и наставници од Наум Номовски Борче, ќе ве поздрави класната Ирена Јандреска Панова, а пак во име на учениците ќе ви се обрати Ангела Ацевска. Драги матуранти, почитувани родители и колеги, вечерва не сме тука само за да кажеме збогу. Тука сме и за да се подсетиме на едно патување. 4 години исполнети со раст, предизвици и моменти, што не се запишани во дневникот, но остануваат за секогаш во сеќавањето. Кога започна нашата пригодна во средношколските клуби, никој од нас не знаеше како ќе изгледа крајот. Влеговме во училиштето со малку несигурност, возбуда и многу прашања, а денес излегуваме со многу повеќе одговори, но и со нови соништа и храброст да ги следиме. Се сеќавам на првите денови. Бевте тивка, пристојна генерација. Генерација што внимателно слушаше, што ретко прекинуваше, што покажуваше почит уште од самиот почеток. И токму таа тишина кажуваше многу. Дека пред нас стојат млади луѓе што имаат желба да напредуваат. А од наша страна, таа тишина не беше случајна. Се обидувавме да разбереме каде сме, што не чека и како да се снајдеме. Секој од нас носеше своји очекувања, но и мала несигурност дали ќе се вклопиме, дали ова ќе стане наше место. Првата година беше време на прилагодување и учење, не само од книги, туку и од ситуации. Учевме како функционира училиштето, како да се справиме со обврските и да бидеме реални. Проценувавме дали можеме да си дозволиме едно мало отсуство. Но токму тогаш се создадоа и првите вистински пријателства, оние што не се забораваат лесно. Тоа беше период кога ве запознававме, не само како ученици, туку и како личности. Во вашите погледи се гледаше љубопитност, возбуда, но искрена желба за нов почеток. Со текот на времето, почетната несигурност исчезна. Почнавте да покажувате самодоверба, амбиција и зрелост. Секој од вас на свој начин започна да го гради својот пат. Некој тивко, некој повидливо, но сите со иста цел. Да,
Научивме да бидеме одговорни и доследни. Научивме како да ги завршиме обврските, како да си помагаме меѓу себе и како да најдеме баланс помеѓу одговорноста и потребата понекогаш да застанеме и да земеме пауза. Научивме дека успехот не е секогаш прав пат без пречки, дека вистинската вредност не е во тоа никогаш да не сгрешиш, туку да учиш од грешките и да продолжиш понатаму. Четвртата година дојде неосетно, а помина најбрзо. Се чинеше како да имаме многу време, а за миг дојде денот кој беше последен за нешто. Последен тест, последна шега, последно отсуство, последен час. Оваа година не беше само крај на едно поглавје, туку и почеток на размислување за иднината. Донесување на одлуки што не се лесни, но се важни. Денес ве гледам не како ученици што треба да одговараат на прашања, туку како млади личности со оформени ставови, со визија и храброст да чекорат кон иднината и сами да ги поставуваат прашањата во животот. Ние во вас не гледаме само професори, гледаме луѓе што ни даваа насоки, што имаат трпение со нас, што беа наша подршка, и што ни покажа дека учењето не е само одговорност, туку и можност за пренаоѓање на својот пат кон иднината. Ки ги паметиме оценките, можеби, но сигурно ки ги паметиме заедничките моменти, смејата на одморите, шегите, разговорите, пријателствата, се она што го направи ова место повеќе од само училиште. Ке ве паметиме не само по оценките и резултатите, туку и по карактерот, почита што ја покажувавте, по трудот што го вложувавте, по упорноста кога не беше лесно, по желбата да станете подобри од вчера. Генерација што не бараше внимание, туку го заслужи со одговорноста и достоинственото однесување. Ова не е крај, туку почеток на пат со нови можности. Бидете љубопитни, бирајте мудро, ке грешите, научете од грешките. Ви благодарам за довербата, за сите заеднички моменти и убавите спомени што ги создадовме. Горда сум на вас, матуранти, имајте светла иднина. Почитувани матуранти, се наоѓате на една можна значајна раскрсница во животот. Се разделувате од безгрижноста, се поздравувате со она што значи ваша идна професија. Го повикувам градоначалникот Тони Тоневски да ги поздрави оние на кои оваа вечер е посветена. На вас, почитувани матуранти. Поведете градоначалникот. Почитувани матуранти, драги професори, родители и гости. Голема е честа да се биде со вас овде на градскиот плоштад. Место каде денес сите вие, а посебно матурантите, донесовте посебна убавина, свежина и голема позитивна енергија. Денес е посебен ден. Ден кога затворате едно важно поглавје и започнувате ново животно патување. Гордо гледаме во генерација млади луѓе, полни со знаење, енергија и соништа. Зад вас остануваат училишните денови, пријателства, предизвици и успеци што веќе ве обликуваат во личности подготвени за иднината. Пред вас стојат многу можности. Некои од вас ќе го продолжат образованието, а некои веднаш ќе тргнат по професионалните патишта. Нашиот град има потреба од млади, образовани и храбри луѓе. Гледајќи не, сигурен сум дека ќе бидете дел од генерациите кои го менуваат пробишти. Овој наш град ве очекува. Очекаме идниот лекар, најдобриот професор, инженер, програмер, уметник, механичар. За која професија да се одлучите, никогаш не престанувајте да верувате во себе и во своите способности. Моја, но и ваша задача и обврска е да создадете услови и можности нашиот пробиштип да биде вашето посакувано место, каде ќе сакате да се вратите по студиите, место каде ќе го основате своето семејство и место каде секој еден од вас ќе ја гради својата иднина и ќе биде препознаен како успешен човек. Но животот е полн со предизвици,
со падови и успеси. Затоа, најважно е никогаш да не се откажете од своите соништа и од своите животни цели. Верувајте во себе, како што веруваме и ние во вас. Каде и да одите, носете го цврсто своето знаење и својата верба. Бидете горди на себе и на местото од кое потекнувате. Во своите срца, покрај пробиштик, чувајте го и споменот на нашите другари, на вашите најблиски кои за жал прерано не напуштија. Не заборавајте, споменот живее онолку долго колку што ние го носиме во себе. Почитувани матуранти, уште еднаш ви посакувам многу светла иднина, а вечерва ви посакувам најубава и највесела матурска вечер. Да сте живи и здрави и многу успех. Почитувани, следува прогласување на најдобриот ученик, оној кој што во изминатите 4 години имал најдобар успех. Бил поистакнат, вреден, трудолюбив, оној кој оставил најдобар впечаток кај професорите. 10-та година поред, како општина Пробиштик, воведе една мощна, убава и пред се корисна и мотивирачка мерка. Со одлука на Советот на општина Пробиштик, градоначалникот, наученикот на генерацијата, му доделува стипендија која ќе ја користи во прва година од неговото студирање. Градоначалникот ќе го додели вредносниот ваучер. Ученик на 62-та поред генерација на матуранти при Средното општинско училиште Наум Нововски Борча, односно ученик на генерацијата 2022-2026 е Ангела Ацевска. Од 4-та паралелка гимназиско образование, природно-математичко подрачје, комбинација А. Верувам, почитувани присутни, со еден громен аплауз да го наградиме на добриот ученик на 62-та генерација на Средното општинско училиште Наум Нововски Борче, зашто таа тоа и го заслужува. А сега ајде да погледнеме еден краток филм за згоди и незгоди во овие 4 години на нашите матуранти.
бајки кои навидум имаат крај. А тој крај е тажен и боли бескрајно. Не постои збор кој би бил утеха, со кој би се избришала таа бескрајна болка. Не постои магија со која би се променило тоа болно минато, кој ката ден пробејува низ мислите, каде создава тага која душата ја откорнува. Не постои преградка која ќе ги избрише солзите на една мајка, на еден татко, на баба или дедо, на другар, пријател или на цел народ кој тагува до небесата и назад. Не постои човек кој ќе создаде мевлем за таа рана, која безмилосно боли и пресекува поболно и од најострата сабија, бидејќи таа сече онаму каде што сабијата би се растопила. Но постои Бог на небесата и само тој знае зошто ни дава за еден ден навидум да ни земе. Постои Бог кој ги одбира најчистите, оние најбезгрижните, оние поради кои постои вечност. А тој само навидум ни ги зема, за да разбереме колку е неубаво без нив. Нека ви е светол патот меѓу звездите, ангели наши. Вашата генерација никогаш нема да ве заборави. Ги повикувам матурантите во колона по двајца, полека да се придвижат и да се упатат кон местото на настанот. А вие, почитувани присутни, со громогласен аплауз да ги испратиме матурантите. Да им посакаме убаво да си ја прослават вечерта која ќе ја паметат цел живот. Јас сум навистина возбуден, Ротес.
Со музика, танци и дружење, матурантите символично го затворија едно поглавие и го отворија патот кон нови предизвици и идни успеси. Забавата на матурантите траеше до раните утрински часови, пошто продолжија пред училиштето со музика во живо. Еве дел и од таа атмосфера.